така од медиуми прочитав нешто као наводно нешто ќе се регулира, но проблемот е што за секоја одредена тема, значи еве пример, ако се прави одредена регулација во здравство, нормално дека треба да се викнат доктори што се во таа област да се консултираат. Кога се прави кога се носат регулативи за криптовалути, треба да се консултира луѓе што се занимаваат со тоа, што го познаваат пазарот и што знаат како функционираат. Јас им стојам на располагање на владата тука, без разлика кој да се, значи јас им стојам на располагање за да направиме една робусна структура на регулација на криптовалутите, затоа што во една таква дадена ситуација, де факто сите ќе бидиме во бенефит. И државата, и индивидуалци, и фирми. Затоа е многу битно да се регулираат, но меѓутоа да се регулираат во тој начин да имаме сите бенефит од тоа. Сега, значи државата ќе земе данок од самото тргување, да речеме. Ќе го даночи тоа, ќе го стави во финансиски колосек. Луѓето ќе добијат една доверба и стабилност во својата инвестиција, кога знаат дека на некој начин тоа е регулирано од државата. И тука навистина е тешко да се каже што е лошо тука во таа приказна. Еве сега сакав да прецизирам една работа. Пример, кога се мајнираат биткоини, еве да речеме, се рударат биткоини. Рударите тие де факто морат да продадат дел од тоа што го изрудариле, значи тоа што го мајнирале, тие ќе го продадат за да можат да си ги платат сметките тековни за одржавање на таа инфраструктура нивна. И со тоа фактички се пуштаат долари во промет. Дали тоа би било лошо? Апсолутно не. Значи, ние со ова имаме плюс долари во самиот пазар, затоа што, да прецизирам, во криптоиндустријата имаме наречени stablecoins што презентираат долари и тие секогаш, де факто, тие се долари, затоа што тие што ги испуштаат овие токени се фирми регистрирани во Америка и тие имаат залиха резерви на долари. И фактички, кога имате такво нешто во посед како овие stablecoins, вие имате де факто долар. Сега, кога би се направила една добра регулатива, значи, во тој случај сите ќе бидат во бенефит, затоа што овие се дефлациони. Сега, што би се случила на правилна регулација? Прво, значи, иновацијата земаме со широко отворени раце и тоа секогаш се знае, иновацијата во технологијата го подобрува стандардот на живење во одредена држава. Тоа се докажало уназад, секогаш не виделе. Значи, самата технологија тоа го дава. Сега, кога би се направила една таква регулација, државата би имала многу поголем прилив на даноци, него како што е сега, или, не дај Боже, да се забрани. Тогаш, во тој случај, ние одиме во буквално црна дупка, затоа што одиме контра на тоа каде што оди светот. Сега, кога би се направила една добра регулација, јас имам сет пакет мерки како тоа би се направило и може да се спроведи во сите сектори на постоење. Значи, може тие работи, сет регулативи се состојат од две работи: регулирање на самите криптовалути и употреба и регулација на блокчейн. Затоа што ако се користи блокчейн технологијата во јавни институции, тогаш добиваме транспарентност. Кога се користи блокчейн технологијата, пример во земјоделство, во тој случај, пример, кога еден земјоделец произведува одредена култура, во тој случај добиваме ние точни податоци каде е тоа растено, на кој начин е растено, на тој начин веќе добиваме ние повеќе, самиот земјоделец добива повеќе кредибилитет за да може да извезува насекаде во светот, затоа што во тој случај блокчейн технологијата го гарантира квалитетот и начинот како тоа е одгледано. Тоа е еден пример. Има милиони примери што може исто така да се користи во здравство, во образование, во сите сектори, како што реков, и бенефитите се многу големи. А економскиот дел, државата дефинитивно прво ќе има повеќе обрт, повеќе ликвидност би имало на денарот, на нашата национална валута, со тоа може да се зајакне денарот и ќе има повеќе прилив во државата од даноци. А исто така ќе имаат бенефит сите тие правни лица
кога би се тоа регистрирало правните лица да може да примат криптовалути, но меѓутоа, како што знаеме, тие ќе треба да се конвертираат во денари од долари. Значи фактички ние добиваме криптовалути, се конвертираат тие во долари, па после одат во пазарот како денари. Значи во тој случај би се ставило, значи еден голем буст би се даело на економијата. Ке се зголеми ликвидноста на денарот, да. Апсолутно, и тоа во секој поглед може да биде само добро. подарувачка за денарот.